Председателе Џафери, влегуваме во завршницата на овој мандат на парламентот, на овој парламентарен состав. Па би сакал да слушнеме која е вашата оценка, како ќе оцените работата на институцијата што ја водите веќе подолго време и кои се можеби најважните постигнувања, а кои најголемите предизвици во текот на овој мандат, на овој парламентарен состав? Во принцип, самооценување не правам, имајќи предвид дека сум председател на собранието и не би се упуштил јас да давам оценка за собранието, имајќи предвид дека граѓаните постојано, периодично низ јавното мнение кое што е испитано нивно, ни укажувале во континуитет дека не се согласуваат со некои работи кои што се случуваат во собранието, особено по однос на блокадите на работа на собранието. Јас секогаш сум укажувал дека институцијата треба да е функционална во корист на граѓаните и за потребите на државата. И кај се наоѓаме конечниот извештај од Европската комисија е, мислам, дека сублиматот на оно што укажува на оценка на вредноста и на вреднувањето на работата на собранието, а во суштина се настои од тоа да се прикаже како мнозинство и опозиција, а очигледно и во оваа ситуација политичките субјекти кои што учествуваат во работата на собранието не се подготвени да разберат дека е тоа оценка за државата и за институцијата, а не за политичките партии. А тој резултат на работа и на однесување на политичките партии како представници и како учесници во работата на институцијата. И ако од ова не се повлекува и не се извлекува поука, очигледно е дека немаме капацитет да сватиме дека состојбата ни онаква каква не е, на штета на државата и на штета на интересите на граѓаните. Добро, токму за блокадите во парламентот се зборува веќе со години. И тоа и на меѓународно ниво, имаме препораки, имаме забелешки, имаме низа анализи кои упатуваат на тоа, кои доаѓаат од релевантни аналитичари, институции и организации, вклучително и оние што се од меѓународно ниво. И тоа е евидентно. Парламентот веќе со години се соочува со најразличен вид на блокади. Еве најактуелната е онаа за уставните измени, според кои треба и бугарите меѓу останатите да бидат внесени во уставната преамбула. Кои се вашите прогнози? Дали еве во ова преостанато време, кратко преостанато време од овој мандат, дали капацитетот на политичките партии внатре во парламентот, во парламентарниот состав е таков што барем делумно ќе се релаксира оваа ситуација и ќе даде малку поинаков печаток? Што се однесува до преземање на мерки, ние како собрание и во овој состав и во претходниот веќе увидовме дека функционалноста на собранието би требало да е на ниво како што се очекува од сите нас. И од таа причина влеговме во проекција и во проект во соработка и поддршка со Европскиот парламент, Жан Моне е проектот, односно диалогот, со кој што дојдовме до финален производ со консензус, носење на нов деловник кој што ќе ги елиминира сите можности кои што се случува во претходните мандати, односно во функционирањето на институцијата веќе трета декада, во четврта е влезено од осамостојувањето. И во тој контекст, значи, ние имаме превземено активности за оно што ни укажува граѓаните, преку 70% незадоволство во смисла неодобрување на таков начин на однесување во собранието и кон собранието од самите политички актери кои што учествуваат во работата на собранието. По однос на уставните измени не може да се смета на блокада, него тоа е принцип на подготвеност и неподготвеност на носење соодветна одлука. Јас како председател на собранието и претходно и сега укажувам дека е неопходно да сите политички чинители во собранието рефлектираат во однос на државниот и интересот на граѓаните во смисла да се отвори и да се продолжи кон интегративниот пат кон Европска Унија. Поуките се позитивни од членството во НАТО
и таа поука и предпоставка, значи се покажа како оправдана со членството во НАТО, апропо сите случувања геостратешки, безбедносни, во смисла на оно што се случува конкретно во светот. И во тој контекст сум на ставот дека треба да рефлектираме сите по однос на потребата од продолжување на проевропскиот и европскиот пат за членување во Европската унија, без оглед на сите калкулации политички кои што се прават. Прогноза некоја? Во секој случај Во тој ја поглед? не би земал за право на себе да прогнозирам. Апелот е отворен да апелирам да рефлектираат сите по однос на потребата и интересот на државата и на граѓаните. Во изминатите 3,5 години се разбира и предходно, меѓутоа во овој парламентарен состав одговорницата слушнавме политички говор кој беше многу често и несоодветен. Слушнавме од она што го читаме од извештаите на Цивил, од мониторинг тимот на Цивил, често се слуша говор на омраза, дисквалификација на политичките неистомисленици, се слушаат пораки кои се базираат или на дезинформации, или пак во себе содржат етнички, говор на омраза на етнички основи. Како ќе го искоментирате тоа и дали имате некоја порака во завршницата на овој мандат на парламентарниот состав, како да се поправи политичката и јавната комуникација на учесниците во политичките процеси во парламентот? Бидејќи сметам дека еден дел од критиките на сметка на парламентот се однесуваат токму на реакцијата на јавноста на тој низок вокабулар кој го слушаме. Па мислам дека е тоа резултат на чувството дека или на интерпретирањето на уставната категорија како слобода на говор и имунитет по однос на искажаното на говорница. И во тој контекст како уставна определба, слободата на мисла и на изразување е неприкосновена во смисла на оно што е чувство на слобода и што треба да биде чувство на слобода. Но однесувањето надвор од оно што е слобода и навлегувањето во делот во кој што го потенцирате како говор на омраза, тоа е тенка линија више од слобода до забрана. И зависи од менталитетот или да кажем од општата политичка култура на тој што учествува во политичкиот живот и во јавното општање од говорница. Последната одлука, оно што ја слушаме од Основниот суд во Куманово по однос на тужбата која што е видено, говори за тоа што не можете да определите јасна слика каде е линијата на слободата со оно што ограничува на одговорноста. Од друга страна, ширењето говор на омраза е исто санкционирано со соодветни закони, а од друга страна се чувствуваме како заштитени. Сметам дека тука дигресијата треба да се направи по однос на правото и одговорноста на оно што јавно ќе го искажеме како јавни личности, без оглед што во основа сме заштитени, условно кажано, од оно што ќе го говориме на говорницот. И слободата на говор не значи да се злоупотреби во смисла. Ако сме толку слободни, тогаш дајте да не се криеме зад имунитетот и смислата на оно што е уставна категорија, па тие мисли да ги кажеме слободно тамо кај што можеби и по други прописи и правила би потпаднале под санкционирање и одговорност и на јавноста и на оно што е граѓанска одговорност пред соодветните институции и органи. Благодарам за тој коментар. Што се однесува до една поширока слика за состојбите во земјата поврзани со нејзината стабилност и безбедност, знаеме дека земјата и не само нашата земја, туку и воопшто регионот, па и многу пошироко се соочува со бројни предизвици во доменот на дезинформациите, пропагандата, па и хибридните закани. Тоа е во нашиот случај со регионот дел и од малигните влијанија кои доаѓаат од Руската Федерација, меѓутоа и од други центри на моќта и либерални центри на моќта во светот.
Како вие како политичар ја оценувате состојбата во нашата земја? Како ги оценувате и дали нашата земја има капацитети да се справи со овие појави и што можеби треба да се преземе во таа смисла, во таа насока, можеби и на парламентарно ниво? Во овој контекст, соодветната институција на ниво на државата, тоа е Советот за безбедност, кој што го раководи председател на државата, неодамна имаше и соодветна состанок, средба, анализа на сите состојби и општа оценка дека состојбата внатре во државата значи е стабилна. Во тој контекст значи функционираат сите државни институции соодветно значи и навремено информираат за сите настани, но во секој случај значи општото случување околу нас и во близина и геополитички воопшто во светот не е за подценување и во секој случај соодветните надлежни институции ги спроведуваат сите мерки и активности за да се обезбеди оно што е оценка внатре во државата и од влијание од надвор. Секако дезинформациите се рак рана на современите општества затоа што широко е полето на влијание и можноста каде што се пласираат информации, односно во крајна инстанца дезинформации и во тој контекст луѓето значи од различни извори си примаат импулси и информации и во тој контекст градат став, затоа во надлежност на институциите, во надлежност на нас како представници на граѓаните во комуникација со граѓаните да се дообјаснуваме по однос на секоја информација која што е доспела до нив, по однос на секоја дилема која што ја имаат со почести значи комуникации и наши јавни настапи треба дел од тие дезинформации да ги пребиваме на таков начин во смисла на комуникација соодветна од надлежните органи и институции, за да можат граѓаните соодветно да направат анализата и споредбата на оно до што доаѓат преку средствата за масовно значи комуникација и преку оно што се соопштенија, званични ставови и состојби кои што ги искажуваат надлежните институции во државата. Така, неретко и самиот парламент, па и вие сте биле мета на дезинформации и на пропагандни пораки, на наративи кои се имаат цел да ја дискредитираат вашата работа, меѓутоа и работата на институцијата и да внесат недоверба. Верувам дека сте свесни за тоа и дека преземате одредени мерки. Кои се најголемите предизвици во тој поглед? Па добро, во секој случај ние како носители на јавни функции, како јавни личности сме дел од онаа мрежа на цели определени врз кои се врши таква дезинформација. Во секој случај со однесувањето и со работата, значи прво секој треба да превземе мерки во смисла на своето однесување за да не биде причина за такви информации. Во секој случај, значи во комуникација се дообјаснуваме и фактички не може да попречиме никому да изнесе работи кои што ги изнесува во јавноста. Поголемиот дел го оставаме јавноста тоа Сама да си го согледа, односно да ги провери како информации или дезинформации и со тоа се добива и се здобива со соодветно докажување дека сме дел или не сме дел од оно што не потенцираат во определени медиуми. Во секој случај, значи, ние ниту можеме, ниту па сакаме да попречиме оно што е слобода на мисла, не го оставаме на етика на оние кои што ќе си користат таквите начини на действување за да можат да се поправат, да се исправат, а во крајна инстанца тие за себе си ствараат недоверба која ќе се потврди дека нема ништо од вистините кои што ги кажуваат како вистини, работат на недоверба кон себе, така да во тој контекст е двонасочно, значи информацијата од дезинформацијата во моментот кој ќе се потврди дека е дезинформација влијае на недоверба кон субјектот кој што ја пуштил како таква. Така да во тој контекст е избалансирано односот. Јас лично немам причина да реагирам на било каква интервенција таква, што милувам да кажувам, сабајлето се огледувам во огледалото и си знам
од кај излегувам и кај треба да се вратам, така да во тој контекст немам проблем, но ако се претерува, значи колегијално е, упатно е да се укаже дека оно што го пласираат е несоодветно, невистинито и би требало да се провери. Во крајна инстанца би требало да се има соодветна комуникација пред да се излезе во јавноста со било што. Во тој контекст мислам дека е соодветниот однос кон комуникацијата би требало да биде така, но не сите тоа го испочитуваат. За жал. Председателе, меѓуетничките односи и воопшто мултикултурниот карактер на Северна Македонија се столб на стабилноста на земјата во многу различни сфери. Би рекол, се имено основата за тоа како Северна Македонија може да постои и да продолжи понатаму како модерна европска држава. Меѓутоа, истовремено, токму меѓуетничките односи се мета на жестока пропаганда, тоа е поле, терен каде што одредени политички entiteti гледаат да се стекнат со што е можно повеќе политички поени за да стекнат предност пред своите политички ривали. Дали предвидувате, дали прогнозирате ескалација, односно пораст на меѓуетничките тензии во пресрет на изборите? Тоа го видовме на предходните, во поголем дел од предходните изборни процеси, кога национализмот станува една од предизборните алатки. Дали мислите дека тоа можеме да го очекуваме како јавност, како држава, како граѓанки и граѓани? Во секој случај народното важи, значи појутрото денот се познава и ако се раководиме од тоа, очигледно е дека веќе е отпочната и така обид и таков начин на комуникација со граѓаните. Ако ја следите дебатата околу изборите кои предстојат, председателски и парламентарни избори, па уште од сега веќе наративот се подготвува на таа основа, значи да се иде на добивање поени. Мислам дека не и служи на добро и на самите тие субјекти кои што се служат со тоа, но и на односите внатре во државата, но и на позицијата на државата во меѓународни односи. Така да ми очигледно е дека меѓуетничките односи се точки каде што лесно може влијанијата негативни да се искористат, но апелот е до граѓаните такви пораки политички да не ги прифатат како нивни и во тој контекст стартно, значи самите граѓани да бидат противници на таквиот наратив. Ние како политика имаме обврска да не се служиме со таков наратив, но нажалост стварноста е поинаква, значи искуството е поинакво. Но не е за одбегнување, значи не се исклучува можноста таков наратив да се искористи и на овие избори и пред избори, така да веќе отпочна, да ви кажав, по однос на темата која што се отвара околу претседателските избори и конотацијата е одма се дава наративот етнички, односно меѓуетнички, и тоа е опасно и штетно е по однос на севкупната состојба во државата и внатре и во однос на меѓународните односи. Односите меѓу нашите северни соседи, Република Косово и Република Србија, се секако многу значајни и за тоа како се одржуваат односите меѓу различните етнички заедници во нашата земја. Видовме дека тоа имаше своји рефлексии на домашен план, тоа што се случи големиот инцидент во северот на Република Косово, а некои експерти предупредуваат дека таа приказна не е завршена. Па не е прашањето дали јас верувам во тие прогнози или не, имајќи предвид дека и бекграундот, а и како носител на функцијата претседател на собранието и како политика, значи соодветните информации секако ги имаме и искуствено праксата покажува дека таквите состојби не се за потценување. Оно што се случи е основниот показател дека односите можат да одат до тамо да уште кога е пред да се отпочне, значи кризата во Украина е укажано дека ние сме како регион
неуралгична точка по однос на таквите влијанија и пренесување на состојбите. Вие во регионот имаме две неуралгични точки по однос на таквите односи, значи функционалноста и нефункционалноста на Босна и Херцеговина како Дејтонско решение и секако односите Република Косово, Република Србија, кои што соодветно се на критична точка, значи како неуралгични можности. И од таа причина, значи, со своето однесување се однесуваме да не завземаме страна, но секако за нас е прифатливо оно што ќе биде прифатливо како решение меѓусебно меѓу актерите во преговорите, оно што ќе биде прифатливо за граѓаните на двете држави за нас неспорно, значи е прифатливо затоа што решава една неуралгична точка на самиот центар на Балканот, на регионот и секако оценките колку и да сме воздржани, неминовно индиректно да имаат влијание доколку се ескалира. Не можете да очекувате во соседството да имате ескалација, вие да си бидете мирни, да мислите дека тоа не може да се однесува и на вас и да ве опфати дали индиректно, дали во било која форма. Последиците се и врз нас како соседи, затоа работава е во комуникација и во поддршка на диалогот за да се расчистат тие дилеми и соодветно, значи двете страни да ги спроведуваат оно што го имаат претhodно договорено и крајна инстанца и крајен резултат да биде взаемното признавање, познавање како субјекти меѓународни за да можат да одат во односите понатаму да се развиваме. Така да е тоа наша колективна судбина и понатаму во напорите наши за интегративниот процес. И очигледно, значи, сите овие работи укажуваат и од Европска комисија дека меѓусоседските односи треба да ги имаме расчистени меѓу себе за да можеме да продолжиме да очекуваме да е дел од таа заедничка Европа. Впрочем, Северна Македонија е и домаќин на средби токму меѓу косовската и српската страна, поточно Охрид, и се уште се нудиме како таков капацитет, но во секој случај останува и опасноста тие односи да се пресликаат во односите меѓу најголемите заедници во земјата. Секако ние бевме домаќини и сме подготвени да угостиме добронамерници во секое време, во секоја прилика и за секоја потреба. Многу ви благодарам за ова интервју. До следната прилика. Благодарам. Благодарам.